Печалбарите се оние кои го заживуваат стопанството со големи финансиски приливи во Полошко кога доаѓаат во родниот крај. Дури и со појавата на пандемијата, сепак приливите се на високо ниво. Експертите сметаат дека стопанството е зависно од печалбарите, барем во овој полошки регион. И покрај тоа што лани ние очекувавме дека приватни трансфери од нашата диаспора, од печалбари, како што велите вие, очекувањата беа многу ниски. И покрај тоа што мало престојувале, ако ги гледате финансиски, тие не престанале да ремитираат. Значи, некаде 1.500 милиони евра во минатата година влегувајте во податоците на Народна банка, впрочем тоа гувернерката го искажа и го призна дека тоа е најголемиот придонес за наша економија. Жално е што ние ништо не правиме за нив, колку што тие прават за нас. Така да оваа година, веројатно, тоа затварање што беше, на некој начин очекувам лично дека ќе експлодира. И дека тие 1,5 милиарда ќе стигнат дури и над 2 милиарди, затоа што и тие веќе едва чекат да престојуват и да доаѓат. Земете ги само празниците кои што беа недавно, а кои што ги споја во Западна Европа, колку престојува тука. И ги имаа продолжени празници затоа што таму беа затворени. Токму тука престојува повеќе од 10 дена и на некој начин го заживеа нашето стопанство, кое што барем во полошкиот регион е буквално органски, ендогено е зависно од нив. И во таа гледна точка очекуваме дека ова година ќе има уште повеќе. Се очекува во текот на летото со олабавување на мерките да пристигнат поголем број на печалбари, кои заради ситуацијата со пандемијата се уште не успеале да се вратат во родниот крај. Со тоа очекувањата се и дека дополнително ќе се раздвижи економијата и приливот на финансии во стопанството во Полошко ќе биде значително зголемен.